И денеска одиме во домот на еден огромен уметник од Македонија. Таа е посебна, таа е единствена. Таа е боја, став, емоција и се останато. Лилја Прентович, односно Електра. Моментално се наоѓаме пред нејзината врата и денеска ќе чукнеме да видиме дали ќе не прими внатре и да ни покаже дел од нејзините изложби. Здраво, Лилја! Како си? Супер, одлично, како си? Кажи ми, дали моментално црташе ние додека доаѓавме на Ама фатевте на сликање, така што може да го направиме добро да изгледа со само интервјуто. Да, имам една слика што со месеци буквално ја завршувам, така што денеска ќе видите како тече целиот процес на сликањето и всушност што сликам јас. А кажи ми за каде е намената оваа слика? Оваа слика е буквално за мене, но никогаш не се знае која галерија ќе стигне, нели? Така што ќе видиме на кого ќе се допадне. Можам да ти кажам дека ми личиш ти на сликава. Дали сама себе си се црташ нешто? Секогаш на сите слики и таа што ми е тамо, буквално ми имаат кажано дека дали секогаш си ти на сликите, не знам, има некој дел од самата слика. Оваа беше баш намената да биде автопортрет. Меѓутоа, мислам дека да, генерално нешто има некој тач на некој начин. Да, кажи ми, ако би можела ти да се опишеш само со една боја, од сите бои на палетата, која би била таа боја? Портокалова, дефинитивно. Не црвена? Не, може би жолта, пошто ми е милена боја, ама портокалова. Сега за сега. Дали можеш да ни објасниш малку како изгледа тој процес на сликањето? Да, секако. Ова е палета. Сите што знаат, нели? Сите што ние. Чекај, малце ќе дојдам од оваа страна. Добро. Вака е сосема поинаку на самото тоа кога се слика и кога се гледа, нели? Меѓутоа, светлите делови секогаш се на крај. Меѓутоа, ова е као втор слој, самата слика има многу слоеви. И мислам дека под секоја слика стои некое платно кое што било во нервоза и лутина направено, меѓутоа секогаш се завршува со нешто интересно. Ја генерално сликам доста длабоки теми. Од тие длабоки теми секогаш е нешто за она кое што било нели во минатото. Искрено би советувала, би кажала на секој да не се плаши никогаш од празно платно и доколку е нешто сгрешено, дека секогаш може она да се направи буквално да излезе некоја убава и интересна тема. Така што сите овие дела кои што ги гледате, и тоа тамо, и тоа на самиот зид, се дела кои што имале некоја длабока тема и на крајот била сосема онака покриена со нешто убаво. Кажи ми, Лилја, кога ќе завршиш едно сликање, односно една слика, како се чувствуваш после тоа? Какви емоции излегуваат од тебе? Зависи каква слика. Ако е некоја која што има длабока позадина, се осеќавам како да веќе плачот во мене го имам сосема онака баш isfрлено. А кога е некоја весела слика, буквално целиот ден како да ми е исполнет, и сум сосема онака мирна. Сакам само музика да се пуштам, да се уживам во кафенце, да не знам, да гледам звезди, буквално така се осеќам. Кажи ми, дали кога ќе завршиш со сликање на една слика, одма се префрлаш кон сликање на друга слика, или пак поминува некој подолг временски период додека да имаш некоја идеја? Не, дефинитивно на друга слика не. Евентуално ако е на пример некоја нарачка, да, меѓутоа ако е некоја слика која што е стварно, бидејќи секоја една слика која што ја сликам е со месеци, поготово ако е масло, така што никако на друга слика. Или сосема ако сум ја утнала работата, па додам на некоја следна да некако се стишам себе си дека окей, има друга прилика, има ново платно, ајде сега нешто ново ќе најдеме, така што не. Дали кога беше како мала веруваше дека уметноста ќе стане твоја професија?
по сите шкртани во средно клупе, искрено мислам дека сите знаеа за мене дека ќе останам уметник и дека ќе бидам уметник. Меѓутоа, и самата работа константна која што ја имам поминато со текот на годините, искрено никогаш се немам откажано од уметноста. Сум сакала многу професии кои што искрено очигледно не сум ги сакала толку многу колку што сум била кон уметноста. И со едно, две, три платна, мислам, еви, го имам завршено факултетот за ликовни уметности, магистар завршив на факултетот за ликовни уметности. Многу сум среќна бидејќи сум тука си уште и луѓето го препознаваат она кое што буквално јас го имам поминато со текот на уметноста, како сум се изградила како уметник, така што тие што го препознали и тие што ми дали поддршка се оние за кои што останувам тука. Ако можеш да извоиш еден професор од факултетот за ликовни уметности, кој би бил тој? Дефинитивно менторот Благој Маневски, кој што многу беше строг кон мене и секогаш ми викаше не биди аптекар. Понекогаш сум аптекар, тоа значи дека премногу масло им ставам на самите бои и ги замачкувам на тој начин што нема душа. И тој беше единствениот кој што ми даде совет и елан што се вика за да завршам со уметноста на некој начин. Така што благодарам до професорот. Имаш работено на многу проекти до сега. Една од нив е и 8 мурали во трговскиот центар во Охрид, односно Охрид Мол. Кажи ми, како дојде до таа идеја? Дали чувствуваше страф кога свушна за толкава преголема работа? Да, дефинитивно тоа беше еден од најубавите и најстрашните за мене проекти кои што сум ги работала. Искрено, Охрид Мол не ми беше единствен проект, меѓутоа ми беше онака баш мотивирачки за дали ќе го направам. Ја никогаш се немам откажано од проекти. Се до момент додека не видов буквално која површината и каде ќе стојам, но никогаш не бев со начин дека не можам да го направам тоа. Реков, што биде, јас ќе го направам. Отидов за еден и потоа беше уште еден и стигна до 8. Мислам дека 8 беа, не сум сигурна, меѓутоа беше стварно многу добар проект. И секогаш гледам, например, какви настани се случуваат и она што кога се гледаат на самите ѕидови, ми е многу чувство. До самиот ескалатор тој беше најстрашен онака за се направи. Меѓутоа имав поддршка многу, другарки од сите буквално кои што се до мене и бевка можам и го направив и многу сум среќна за тој проект и ми е еден од најомилените проекти кои што сум ги работела во 2025 година. Знам дека еден од тие мурали е изработен на многу високо место. Мислам дека си имаш качено на скеле. Така беше? Да. Како се чувствуваше тогаш и дали чувствуваше страф од висина додека работеше на тој проект? Сите беа на скеле, меѓутоа еден беше буквално на 2 нивоа. Имаше како прва постава на скеле, која што беше помеѓу ескалаторот и над него имаше монтажна скеле која што беше со тркалца и на него требаше да застанам. Сега некој би рекол као ништо не е тоа, меѓутоа за некој кој што имал страф е стварно големо, некако не знам, ја го чувствувам нешто како да сум полетала буквално. Бидејќи не е она кое што секој кога ќе го види ќе рече супер. И самите бои кои се нанесуваат, тоа е голема површина. Тоа е, не знам, повеќе од 10, мислам дека имаше еден кој што беше околу 12-15 метри, така што секој еден дел кој што се црташе беше неверојатен, буквално. А дали кога се качи горе на тоа скеле пред да почнеш да црташ, имаше премногу страф или пак сликањето некако те смири во таа ситуација? Буквално речено, сликањето ме смири. Кога ќе се качам на самото скеле, осеќам као ми трепери целата душа и потоа зијам четката и се внесуваш со сама свој филм и си викаш као ништо, нема висина. Се до моментот дека не се стимнеш и качиш пак. И она буквално цело време константно се доживува истиот страф, меѓутоа самото чувство едва чекаш да го завршиш, да го видиш како изгледа, така што тоа ти дава некоја мотивација дека треба да се заврши и доста е веќе.
Знам дека твоите дела завршија и во Брисел, односно во Белгија, во 2025 година. Кажи ми како успеа да стигнат твоите дела надвор од Македонија, односно во Брисел, и како се чувствуваше? Имаше конкурс кој што требаше да се одржи до крајот на годината. Мислам дека беше до август негде, така ми се чини. Јас го имав пратено во најтежок период, онака во март, имав многу случувања и си реков, ајде, зошто да не, истото дело го имав испратено во многу галерии и некако ми беше добитно таа дела и реков ќе го испратам. Негде беше јуни, се сеќавам, ми стигна мејл дека моето дело е избрано и дека ќе биде изложено во Парк Ројал во Белгија, Брисел. Искрено многу бев среќна, бидејќи тоа беше онака баш за мене голем успех. И после, не знам, неколку 4 месеци мислам дека беше веќе изложено и ми јавија од таму неколку дечки кои што беа, дека всушност виделе дело од мене во самиот парк. Ми пратија слики и јас не бев во можност да отидам, меѓутоа ги добив и сосема бев среќна што некој барем ми го доловил тој момент кој што јас не можам да го осетам во моментот. Така што да, многу убаво чувство беше тоа и се надам дека ќе има многу такви проекти и изложби кои што се на европско ниво и како и да. Кажи ми, дали знаеш како граѓаните од Белгија реагираа на токму тие изложби, бидејќи нели ми кажа дека некои ти пратиле дури и слики од таму? Да, тие кои што беа од Македонија, всушност беа многу горди на мене. Шетаме ние и буквално гледаме, слика од Принтовиќ. За граѓаните од Брисел не би знаела навистина, пошто секако јас не бев таму во тој момент кај што била изложбата. Така што се надевам дека понатака би ги видела сите реакции на граѓаните кои што се од самата држава каде што ќе бидат изложени моите дела. Ти исто така се, освен како Лилја, го имам и твоето второ име, односно Електра. Кажи ми, што значи тоа за тебе и дали се тие две различни личности или сепак се спојуваат во една? Може би се две различни личности. Електра е нешто онака баш што сум јас внатрешно, темпераментна, амбициозна, без премногу емоции во себе. Лилја она баш емотивен човек кој што е секогаш насмеана, буквално не може да се види онаа емотивност која што има во себе, која што твори всушност, ама секоја искра од Електра го кажува оној баш тач кој што го има на секое дело од мене. Да можеш да се вратиш во времето, што би кажала на Лилја која би имала моментално 18 години? Би кажала на Лилја да биде покреативна со оглед на тоа што она премногу имаше креативност во себе и ја изгуби на некој начин. И после немаше верба во она кое што го работи, така што повеќе верба во себе кон успесите, бидејќи секако ќе ја стигнат, како што до сега ме стигнале на некој начин. Сега кога сме веќе кај успесите, имам едно интересно прашање да те прашам. Дали мислиш дека за да постигнеш успех треба да се фокусираш само кон една работа, например кај тебе ако е сликарството само кон една слика, а не кон повеќе? Или пак треба да се фокусираш кон повеќе, а сепак ќе стигне успехот до тебе? Јас сум на сите страни, буквално и фотограф, и сликар, и на 15 години почнав да татовирам. Се уште онака ми е во срце, меѓутоа не го работам. Искрено никогаш не сум била фокусирана на едно и сосема сум била темпераментна да го остварам секој едно нешто кое што сум го започнала, така што можеби помалце на сите полиња би било идеално за мене и би била многу среќна доколку во текот на денот го завршам и тоа и тоа и тоа, така што дефинитивно не е фокусот на едно нешто. Знам дека добро тетовираш, бидејќи имаш тетовирано и вратучетка ми. Кажи ми, како дојде до таа идеја да почнеш да тетовираш на 15 години и од кого го научи тоа? Па не знам, имав многу голема љубов кон Кет Фон Ди. Тоа беше девојка која што стварно многу ја сакав. И секогаш кога гледав телевизија, го клучував тој канал кај што е она. И не знам, самата девојка како што изгледаше, мене ми дојде до идеја, зошто не би го работела тоа. И си имав направена самата татуажа, нема да кажувам како ја направив, меѓутоа беше многу
многу тешко некако да се долови самиот момент до моите, односно како ќе го прифатат тоа. Не го прифатија, меѓутоа ми рекоа ќе те однесеме од тату студија, ако толку сакаш, ето ако ти е желба, само не го прави сама. Потоа отидов во едно студио, каде што ми рекоа дека сум премногу мала за тоа да го правам. Меѓутоа, желбата никогаш не ми исчезна и верував во себе дека никогаш тоа ќе го направам. За подарок добив машинка за тетовирање и така почна со најблиските оние што те поддржуваш со секој дневно со тебе. И една, две, три, и буквално и сега ми се случува, например, и сакам да ме тетовираш, сум као, веќе не го работам тоа. Меѓутоа, секој што влечат луѓето, нели, со она кој што веруваат дека стварно можеш и стварно добро го правиш. Така што се надевам дека тука веќе прекинало, меѓутоа тоа никош не престана. Она ме знаат луѓе како тату артист, како фотограф и на многу места кои што сум нели била, на секој различно. Кажи ми, дали исто како за тетовирањето, поддршка имаше од твоите и за фотографијата, како и за сликањето? Фотографијата, за разлика од тату артистот во мене, искрено беше многу пријатно и онака сосема мотивирачки за мене прифатено од нивна страна. Меѓутоа, фотографијата можеби најмногу ја гледам како дел од себе, пошто самиот момент кога фотографирам нешто е на оној начин како електра, буквално која слика на платно. И имам многу слики кои што ги имам направено, фотографии кои што ги имам направено и потоа биле на платно. Така што самата идеја која што не можам да ја реализирам како фотографија, ја правам на платно. Затоа и онака најмногу го избрав експресионизмот на некој начин за да го долови сето она кое што не можам преку фотографија. Кога влегов во твојот дом, морам да признам дека приметив многу дела кои што се изработени лично од тебе, па ако можеш и ако би сакала, дали ќе можеш да ни ги покажеш? Да, секако. Ова дело кое што го гледате тука, всушност е дело кое што има многу тешка порака. Може да отидеме Ајде. на камера? Ова дело е всушност делото кое што помина повеќе од 10 галерии и е едно од моите омилени дела кои што сум ги направила до сега. Мислам дека беше 2022 кога првпат беше изложено во Public Room. Делово има во себе мајчинство, за кое што и една носталгија на дете, кое што говори дека секогаш без разлика на се во животот што и да поминеш и колку и да достигнеш, никогаш не е она розова што изгледа и дека секогаш ќе поминеш со солзи кон некој на некој начин гранки во животот, каде што нема да ги сакаш, ќе ги поминеш сите тие професии, на крај ќе се најдеш себе си како личност, ќе имаш она женска лутина која што тука е прикажано со табаско, самото табаско кажува лутина, и всушност табаското е во шише од лак, тоа е жената всушност која што ја прикажува на некој начин и пишува каква лутина замисли денес. Така што жената секогаш има лутина во себе, не знаеме и ние зошто. Да. Но на некој начин секогаш не може да сме лутина она која што мајката го говори дека секогаш е она во права за било какви работи во животот. И затоа и ми е многу драга слика, бидејќи самата слика која ја гледам, го гледам она парче дел од мајка ми која што она ми го има прекажано и дадено од себе си. Дали сега може да продолжиме кон другото дело? Да. Еве го ова прекрасно дело, можам да кажам. Со златни нијанси, може да седнеме, така? Може. Еве поразговараме и за ова дело. Може, да. Кажи ми, од каде дојде идејата за токму ова дело? Ова беше последно дело од магистерскиот труд и сосема различен стил беше од она кој што јас го творам, како што можеме да видиме на преходната слика. Ова дело ми е некако најмоќното дело кое што сум го направила до сега и искрено, можеби и најбараното за продажба моментално. Никој не би сакал да го даде, некако за
приврзано се осеќам со него, меѓутоа ова дело всушност е живот и смрт, така му е самиот наслов. Едната половина е буквално посветла, додека другата е со малце по-свежи нијанси, каде што може да се забележи онака истоштеност на една личност. Поврзано е со таа слика, бидејќи самата слика тука има лутина, самите пиперки на сликата прикажуваат лутина. Мислам дека ова дело, кога го слика, воопшто немав ни замисла што и како ќе биде. Меѓутоа има некоја не многу за кажување за ова дело, колку што душевно може секој гледач да го доживее. И мислам дека секој различно го доживува моето дело, бидејќи има многу детали на самите слики. Секој го доживува како на свој начин, буквално својот живот во таа слика. Тоа е и самата поента на моите дела. Дали ти додека го црташ ова дело, чувствуваше во тој момент некоја лутина, па реши да ја изразиш на слика? Може да се каже. Може би не лутина, но тага. Самото дело кога избрав да биде на постишени бои на некој начин, реков ќе додадам нешто да биде она златно, за да го освежи самиот момент и за да блесне онаа тага која што всушност веќе исчезнала. Така што тоа беше буквално final touch на некој начин, каде што изгора самата слика. Дали кога ќе дојдеш во некои постари години од твојот живот, планираш да оставиш нешто зад себе, освен твоите дела, фотографии? Дефинитивно да. Планирам во најава е да се отвори школа за деца, која што веројатно ќе биде од 5 до 14 години. Многу возрастни ми имаат прашано за дали држам часови за сликање. Меѓутоа се надевам дека тоа ќе биде едно нешто кое што можам да го оставам за себе и дека еден ден некое дете кое што сум го учела ќе биде да, јас всушност ми беше ментор Принтович Лилја и ќе биде многу убаво чувство за мене во тие стари години. Да ти се заблагодарам, Лилја, уште еднаш што ме покани во твојот дом, што не угости, што не прими и можам да кажам дека искрено има преубава атмосфера и преубава атмосфера владее во твојот дом. Ти благодарам и на тебе многу, вие прекрасни. Се надевам дека во некое друго издание ќе се видиме повторно. Јас сум Принтович Лилја Електра, а вие гледате Хајп Македонија.